ВМРО ДПМН со поединци разговара за ново парламентарно мнозинство, изјави потпредседателот на партијата Александар Николовски при синокешното гостување во емисијата Што мисли народот на телевизија Стар. Ова се пратеници избрани од народот, пратеници кои што ги бираше членството на ВМРО ДПМН. Сум апсолутно убеден во сите дека ќе останат до крај лојални на ВМРО ДПМН, а мислам дека мечката овој пат ќе игра во дворот на СДСМ, затоа што веќе во овој момент, повторно експлозивно, вечерва доста експлозивни работи имаме, во овој момент има пратеници од коалицијата на СДСМ, кои што не се од БЕСА или од ДУИ, туку од останати пратеници во рамки на коалицијата на СДСМ, кои што веќе разговараат за ново парламентарно мнозинство. Возвраќање на ударот би му се рекло на некој начин. Ќе видиме. Вака директно кажано, по обичај се случува кога работата е завршена, поттука и незиниот голем одек во јавноста. Искуството не учи дека такво нешто кај нас не се случило. Имаше такви тенденции и во 2000 година, нели? Да се формира ново мнозинство, кога беше тројна владата, ДЕА, ДПА и ВМРО ДПМН. Ова би го класификувал во рамките на теоретското, но не реално очекуваното евентуално ново мнозинство. Од друга страна, од СДСМ на изјавата на Николовски гледаат на следниот начин. Бројот на пратеници во собранието кои го следат исправниот пат по кој води парламентарното мнозинство, предводено од СДСМ, може само да се зголемува. Александар Николовски е еден од малкумината кој верно го следи главниот фабрикант на лажни вести, докажаниот губитник Мицкоски. Наместо да ја научат лекцијата, ВМРО ДПМН начело со Мицкоски продолжуваат со фабрикување, ширење лаги и шпекулации. Губитничко ВМРО ДПМН уште долго останува во опозиција.